Добре дојдовте во денешната сцена. Пред да започнеме со она што ви го подготвивме, еве накратко што ќе гледате. Денеска во сцена се дружиме со уште една естрадна мајка. Андријана Јаневска ни открива како таа го балансира мајчинството со кариерата. Ви ги откриваме суперхероите на нашите јавни личности. Гледајте не до самиот крај. Започнуваме со вестите од светот. Прво ќе започнеме локално, па глобално. А таму некаде имаме нашата славиничка Елена Ристевска, која може да се пофали со 30 или пак со една табла јајца. Ирина Шајк веќе долго време важи за едно од највпечатливите манекенки. Често пати можеме да ја забележиме на насловните страни. Таа деновиве е зафатена со целодневни снимања на новиот едиторијал за Vogue, а папараците успеа да ја доловат атмосферата и облеката која ја носи. Руската убавица за момент беше во љубов со полицаец, наместо со Бредли Купер. Постојано е во гламурозно издание, но сејќи впечатливи фустани со дезени, кои го привлекуваат окото. Ако папарацо фотките изгледаат толку добро, со нетрпение го чекаме професионалниот едиторијал во оваа списание. Среда, среќен ден и за Елена Ристевска. Денес таа го слави својот 30-ти роден ден. Голема е среќата истиот да го прослави во кругот на семејството и блиските пријатели. Ристевска влегува во 4-та деценија од животот. Освен со табла фарбани јајца за Великден, таа може да се пофали и со роденденска 30-ка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. Стриптизети, голотија, насилство се чести мотиви во видеоспотовите на Ријана. Need It Me, која е на 4-то место на топ листите во Америка, е песна за чиј спот на пејачката и требаше повеќе вежбање. Ријана објави неколку видеа од зад сцената, како и видео каде што може да се забележи како таа учи да пука. Оваа нова вештина и е потребна за новиот спот, каде што таа убива човек во еден стриптиз клуб. Во спотот исто така може да ја забележиме оваа пејачка како вози мотор и во едно погламурозно издание во една преубава тоалета. Уште една тазе мајка на естрадата. Станува збор за пејачката Андријана Јаневска, која во изминатиот период е актуелна како професорка на факултетот за музичка уметност. Но исто така таа е посветена на мајчинството и на кариерата. Еве што таа откри пред нашата камера. Сина, соба, Одамна во семејството на пејачката Андријана Јаневска главното внимание го има малиот Кристијан, момчето кое е второ дете во ова семејство и уште една сладка грижа на неговата мајка. Јаневска пак некаде помеѓу кариерата и незината нова професија, како професорка на факултетот за музичка уметност, наоѓа време да воспостави рамнотежа помеѓу сето ова. За неа еден ден изгледа вака. Секако тоа е клучен збор за мене во животот, баланс. Значи, може би само така од страна изгледа, инаку јас гледам максимум 8 часа во денот да работам. Останатото време одмарам како и сите други луѓе, имам други активности, хобија, повеќето, поголемиот дел од денот го поминувам со децата. После работа се враќам, шетаме, играме, цртаме, боиме, се што е едно најнормално, значи за еден родител да го прави. Иако Димитар и Кристијан се уште мали, мама Андријана за нивните амбиции ќе каже. Па се уште се многу мали, значи големиот син има 4 години, сега за сега покажува некој, да речам, така слух првичен, меѓутоа се разбира се очекува дека ќе биде музикален, но нема да инсистирам да се бави со тоа доколку има некоја друга желба. Гледам дека и за други работи го бива.
например, добро ги реди коцките, значи има, например, такви некои предиспозиции, може би ќе биде архитект, не знам, тоа на него сепак останува. Што сака тоа нека биде, ќе ја има мојата поддршка. Медиумите не ја поштедија Андријана од коментари за незиното последно музичко остварување. Станува збор за песната Без милост, каде што се појавува полугола. Но Јаневска на ова ќе одговори. Па добро, тоа е вистина, не е, значи, далеко од вистината, меѓутоа прашањето е како тоа изгледа на крајот. Мене ми е важен финалниот производ. Значи, единствен услов пред да го снимаме спотот беше тоа да не изгледа вулгарно и да не биде кич, туку да биде еден артистичен видеозапис и се разбира да оди во прилог на песната, значи да ја дополни песната. Песната да добие смисла и целина. Никако не сакав тоа да биде вулгарно и мислам дека сепак ја постигнавме целта со оглед на тоа што навистина има доста голема гледаност спотот и с позитивни само коментари. Без милост, без надеж, живот мал, то остана ко мали богови во прашина. Она што Јаневска го има заедничко со Мијата, освен тоа што се двете мајки и имаат заеднички дует, поврзано со мајчинството и песничките за најмалите. Биди ми безгрижно ти, мама е тука, знај. Ке избришам солзички твои секој пат, да. Сликовницата за спивалки со музичко CD. Значи тоа се 10 приказни, 10 приспивни песнички за деца од 0 до 5 годишна возраст. Имате нешто заедничко со Мијата? Да, имаме точно, значи на нашиот, да, па на дуетот, например на спотот на дуетот, двете бевме во блажена состојба. Тоа беше нашето последно остварување. Засега има одлично друштво по дома и моменти на кои треба да се радува, но и музиката е тука некаде, како позадина на семејната слика. Сите ние некогаш сме имале суперхерои или пак можеби ние самите сме се замислувале како суперхерои. Токму на оваа тема разговаравме со неколку наши јавни личности. Во продолжение дознајте ги хероите на Фани, Тара, Спејко и Гиш. Сите ние во детството сме имале суперхерои. И најчесто суперхероите биле ликови од цртани филмови, книги или стрипови на кои сме се воодушевувале и сме верувале дека истите постојат во реалниот живот. На некој начин сме се огледувале на нив и сме посакувале барем за момент да ги имаме нивните супермоќи и да бидеме главни во мало. Джеймс е можеби едно од најсрекните деца во светот. Благодарение на неговиот креативен татко, Даниел Хашимото, станал суперхерој, но само во видеата кои изгледаат вака. Но како растеме, дефиницијата за суперхерој се менува. Сваќаш дека ликот кој си го замислувал е лик кој го има само во книгите, цртаните филмови, стриповите. И дека твојот суперхерој треба да го пронајдеш во реалниот живот. На тема суперхерој, на испрашување ставивме дел од македонските јавни личности. Па добро, од секој сум го сакала Петар Пан. И Малиот принц за мене секојаш биле најголемите херои. Меѓутоа не сум никогаш не сум била никако дете, па ни сега да се воодушевувам на нереалните херои, повеќе ги сакам оние херои од секојдневниот живот, кои што со некои мали гестови ќе ви покажа дека вау, во денешно време навистина имаме и херои околу нас во секое мало. Но денес Петар Пан и Малиот принц ги замени со една реална личност која го носи епитетот суперхерој. За мене секогаш покрај моите родители кои што секогаш сум ги викала суперхерои, другиот херој е мојата сестра, која што секогаш знаела да ми секогаш сум се воодушевувала и како поминува време, како поминуваат годините, сваќам дека не било тоа затоа што била поголемата сестра, јас сум била помалото, него затоа што навистина правила чекори во животот кои што биле за воодушевување.
Понекогаш, во обид да го имитираш суперхеројот, можеш и да настрадаш. Примерот е следен. Ево, сега ще го кажам првиот суперхерој од кој што имам лузна овдека. Уснал. Се викаше Кептан Найс или Капетан Добрица. Еден тип на Супермен, што имаше вакви наочарчиња и пелерина и леташе и им помагаше на луѓето кои ќе се најдеа у неволја. И ја као клинец сакав да бидам Кептан Найс, ставив 2 столчиња, се качив, вржав еден чаршаф, летнав и вака направив сам рачињата за да имам наочари. И паднав директно на уста. И од тогаш суперхерои само Мирко и Славко. Убаво е и кога супермоките преточени во добри дела и карактеристики е она херојското во нив, а некој тоа го препознава. Сега, немам некој конкретен суперхерој, битно црпам било каква и да е енергија, доколку е позитивна, дали е за музика, дали е за спорт, дали е за било што. Битно да е човек што шири позитивна енергија и ја црпам, затоа немам конкретен суперхерој, сега да речем Супермен, Бетмен, али тоа е, гледам да црпам од секој човек што има нешто што вреди. И тоа го впивам едноставно. Од Химен преку Банана Мен па се до суперхерои родителите. Херои се моите родители кои ме извеле на прав пат. Сега од детство, како кој сакав да бидам од детство, од цртан филм. Ама е погоди, ја бев баш таа генерација што гледаше Химен. Иначе и ден денес гледам Cartoon Network, така, од телевизија National Geographic, све сакам да погледнам. Не знам кој посебно да издвојам, Химен можда. Да, многу ми беше јако, значи често... Банана Мен, се сеќаш на филмот, да. Возраста не е пречка да го негувате детето во себе, ниту пак пречка да имате свој суперхерој. Напротив, суперхеројот или ликот на кого му се восхитувате може да биде мотив и пример од кого ќе учите. И не заборавајте, секој од нас може да го пронајде суперхеројот во себе. Тука ја затворам денешната сцена, а ви закажувам следна средба веќе утре. Имајте пријатна вечер.